Благодарам на репликата, колешке Джаволчанови. Се гледа дека не ја познавате материјата. Прво вака да ви образлашам. Дали се изгористени средствата, овие малкуте што ги посочивте од 2001 по 200.000 евра на општина, еден стан у Скопје не можеш да купиш, во општина Старо Нагоричене, ќе морате да ја прашате вашата градоначалничка од СДСМ, која што е актуелен градоначалник на општина Старо Нагоричене. И да ја прашате зошто не ги искористила овие средства веќе 2 години, инаку втор мандат и ова, претходно уште 4 години, додајате на тие 2, значи 6 години не успеале да реализираат проекти, не успеале да исцрпат средства кои што ете, вие со некаков заем сте им ги обезбедиле. Истото прашање ќе го поставите и до градоначалникот на Крива Паланка. Наместо да се крие позади министерот Николовски, наместо да тепа полицајци пијану кафана, наместо општината да му исплаќа пари во неговата кафана сите службени ручкови трошоци, ќе го седнете на маса негде другде и ќе го прашате зошто во Крива Паланка не се реализираат инфраструктурни проекти, зошто нема водовод и канализација. Зборуваме за населени места, каде што само во општина Старо Нагоричене ги има 20-тина села кои што немаат пристапен пат, кои што немаат водовод, кои што немаат канализација. И вие овдека мене ми реплицирате дека сте обезбедиле 200.000 евра за 2-3 години. Па што ќе изгледа со 200-300.000 евра? Стан во Скопје не може да се купи. Истото важи за Крива Паланка. Истото важи за Куманово. Преку 40 села немаат водовод. 30 години СДСМ е на власт. 30 години се менјаат градоначалници, те еден, те друг, на СДСМ од Куманово. Едно село нема изградено водовод, да има во 21. век чиста вода за пиење. За канализација, да не зборам, луѓе во више не ни вараат. Истото ќе го прашате и вашите бивши градоначалници како успеале со најголемата општина во Република Македонија, со најголемиот буџет во Република Македонија, да не направат еден водовод во едно село. Тоа ќе ги прашате тие градоначалници, а не мене. Јас, кога идам по терен со граѓаните, кога разговарам, за разлика од вас, секогаш идам помеѓу граѓаните и во тие села, иако се непристапни, разговарам со тие луѓе и тие луѓе бараат основни услови за живот, за екзистенција. Пат, вода, канализација. И јас како нивен пратеник, кој што ми испратиле овде, сум ги поднел овие амандмани. Да им се обезбедат тие средства кои што оние преку дано ги плаќаат во оваа држава, да им се вратат низ призма на инфраструктурни проекти. А не овдека да се замајувате со 50 милиони заем, дека ќе се решил проблемот, па уште мене ме прашувате зошто градоначалникот СДСМ не ги искористил средствата што вие сте му ги намениле. Благодарам.